Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео нема да зборувам за конкретен роман, туку ќе зборувам за што е тоа што ја прави литературата возбудлива или што е тоа возбудлива литература. Ќе ви кажам од каде ми беше инспирацијата за тоа. Меѓутоа, ако го поставам ова прашање, мислам дека повеќето луѓе, па веројатно и самиот јас, би помислиле на роман, пример, со плот твистови, со силно темпо, со неочекувани елементи, со силни необични карактери и така натаму, значи нешто што ве забавува, што приказна што ви го грабнува вашето внимание. Меѓутоа слушав пред некој време всушност читав еден роман од чилеанско-холандскиот писател Бенхамин Лабатут. Неговиот роман, што е всушност, не знам ни дали е роман, тоа е некоја комбинација од нефикција и фикција, каде што зема историски факти и делумно не ги пренесува буквално, делумно ги фикционализира, значи си игра со нас одлична книга, насловена на англиски Кога ќе престанеме да го разбираме светот. Подоцна читав неговата исто The Maniac, Манијакот. Лабатут е страшно интересен писател и многу е добар и се радувам што наскоро кога ќе престанеме да го разбираме светот ќе излезе на македонски и го читав и таков сум кога ќе ме заинтересира некој писател, отидов на YouTube и го пребарав. Има интервју, има повеќе интервјуа, меѓутоа едно интервју што го гледав со него беше страшно интелигентно и одлично интервју и тој зборува дека кога писателите пишуваат или општо ние кога конзумираме уметност, таа треба да биде да содржи возбуда и да има фасцинација. И според него фасцинацијата е клучен елемент. Меѓутоа фасцинација да литературата, зборуваме сега за литература кој што ќе го отвори светот за нас и ќе ни помогне да го погледнеме светот на еден поинаков начин и кој што ќе не фасцинира. Според Лабатут, ние живееме во култура која што не затапува, во која што можеби доминантниот сентимент е досадата и тој смета дека литературата треба да биде на некој начин лек против таа досада, меѓутоа тој смета дека добрата литература и уметноста не е тука пред се да забавува, туку да ни го открие светот на нов начин, на кој што можеби едноставно ќе ни помогне да веруваме дека светот е можеби малку подобро место отколку што ние замислуваме или мислиме дека е. И Лабатут додека зборува за таа возбудлива литература или кои се според него писатели што пишуваат возбудлива литература, прв го спомнува Роберто Болањо. И ако размислам, Болањо е навистина возбудлив писател, да речеме. Ако сте ги читале Дивите детективи или 2666, ќе видите дека тоа се едни страшно добри дела, многу интересни дела и дека Болањо е возбудлив писател. Тој подоцна го спомнува и Зебалд, германскиот писател Зебалд, кој што тој вели тој може да биде и досаден, меѓутоа има една визија за светот или раскажување или земање делчиња од минатото и прикажување на таков начин што ги прави свежи и уникатни. Во таа смисла тој е возбудлив писател. Го спомнува и Паскал Кинјар, еден француски писател, како едни од највозбудливите писатели и не можам да не се сложам со неговото мислење, затоа што се согласувам и јас дека добрата литература, која што исто така е возбудлива литература, таа ни дава да го погледнеме светот или да го разбереме светот или да си поставиме прашања за светот на еден нов, свеж начин. Не, секако не верувам дека секој дело ќе биде или мора да биде уникатно или да ни раскаже приказна што никој никогаш не ја слушнал, меѓутоа перспективата, начинот на кој што се раскажува ни го згрбчуваат вниманието и прават да овие дела нешто поместат во нас, да ги прошират нашите видици, а не да ги заборавиме за неколку месеци да се прашуваме зашто воопшто било тоа дело што сум го читал. И мислам дека во ваквите писатели, да речеме, може да го ставиме и Кафка. Сега тука може да се набројуваат многу писатели, меѓутоа од прва онака неколку што ги помисли, да речеме и Кафка е писател кој што со уникатна визија. Значи можеби од една страна Кафка не е возбудлив за читање, меѓутоа визијата што ни ја дава и малку е вознемирувачка и возбудлива во таа смисла.
да речеме на друг писател и баш разговаравме во разговорот со Арно Грунберг пред некој ден на промоцијата на неговиот роман Тирза, кој што ви го препорачувам и всушност според мене тој му го кажа во разговорот дека Тирза е апсолутно возбудлив роман затоа што предвижува нешто во нас раскажане на речиси како на студен клинички начин, на дистанциран начин, а во нас предизвикува силни емоции и тензија. И баш се разговаравме со Грунберг и тој кажа дека еден од омилените писатели му е Куци, Џон Максвел Куци, јужноафриканскиот писател, и не можев и се потсетив всушност и се реков да, Куци е и мене ми е еден од омилените писатели и еден страшно интересен и возбудлив писател, затоа што исто е писател што знае таа повеќе значност или таа отвореност за толкување на нештата, да ја извади на површина, да ни ја прикаже тензијата и да ни даде на визија за светот кој што можеби е убава и вознемирувачка истовремено. Например, јас мислам вака сега да размислам, Достоевски е исто така возбудлив писател, затоа што особено навлегувајќи во човечката психа екзистенцијално поместил работи и поместува работи во нас кога читаме, значи не остава рамнодушен. Така што се согласувам дека тоа е возбудлива литература. Возбудлива литература не е литературата само што ќе не забавува или ќе ни помогне да заборавиме на секојдневните проблеми и така натаму, туку што го проширува нашиот видик, можеби ќе не вознемири, можеби ќе не утеши, меѓутоа не остава исти. Така што кажете ми кои се според вас возбудливи писатели, можеби во склад со оваа дефиниција или со овие мисли, кои писатели го прошируваат вашиот видик и можеби ве тера да се замислите, да станете подобра личност или како и да е. Ова беа неколку мисли, може многу да се зборува за ова, меѓутоа сакав накратко да споделам неколку мисли со вас за тоа што е според мене возбудлива литература, затоа што и не само според мене, туку и според Лабатут. Океј, толку за ова видео. Чувајте се, ќе следуваат и други видеа, колку што можам ќе снимам повеќе летово, ќе следуваат и некои рецензии за романи, меѓутоа толку за ова видео, чувајте се и се гледаме. Чао!